32 општини и градот Скопје во недела ќе бираат градоначалник во втор круг. Во 4 општини нема да се гласа. Во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово Ростуше ќе има нови избори 60 дена откако ќе се знаат конечните резултати. Нова постапка ќе биде спроведена затоа што во првиот круг од локалните избори што се одржа на 19 октомври во овие општини имаше недоволен цензус, односно на гласање не излегле 1/3 од вкупно запишаните избирачи. Доколку во првиот круг од гласањето за избор на градоначалник на општината, односно градоначалник на градот Скопје, не излезат 1/3 од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветната општина, односно градот Скопје, се повторува целата изборна постапка за соодветната општина. Дистрибуцијата на 1.013.357 гласачки ливчиња започна. Материјалите ги доставува печатницата Киро Дандар од Битола. Во сабота гласаат болните и изнамоштените, затворениците и лицата во домашен притвор, чии пријави се прифатени од општинските изборни комисии. Локалните избори според информациите на ДИК ќе ги следат 1569 наблюдувачи, од кои 904 се домашни и 651 меѓународни, а акредитирани за известување од изборите се 14 странски новинари. На 2 ноември в недела прегласување за членови на Совет ќе има на 3 избирачки места во општина Шуто-Ризари, каде што е можно теоретски да се влија на изборот на мандатите за советници. Граѓаните во првиот круг избраа градоначалник во 44 општини. Меѓу нив се и тројца пратеници кои добија градоначалнички мандат и наскоро ќе ги напуштат своите места во собранието. Елизабета Стаменковска-Трајковска ќе ја предводи општина Киселавода, Јане Мицевски е новиот градоначалник на Супиште и Дејан Продановски е избран за градоначалник на Прилеп. Констатирањето на нивните оставки се очекува на првата пленарна седница што ќе се одржи в понеделник по завршувањето на вториот изборен круг. На нивно место ќе бидат назначени следните кандидати од партиските листи.